На денешен ден, точно пред 20 години, Советот на општина Кривогештани ја одржа својата прва конститутивна седница. Со тоа, наместо во рамки на поширокиот Прилепски регион, локалната заедница Кривогештани и останатите 12 населени места започнаа да делуваат во посебна единица на локалната самоуправа. Во дводецениското опстојување како засебна организацијска единица, општината има постигнато голем напредок, особено кога станува збор за инфраструктурниот развој, комуналното уредување, а подигнати се стандардите и во условите за образование. За сите градоначалници е предизвик да се биде градоначалник, да речем, на една ваква рурална општина, бидејќи сепак проблематиката на помалите општини е едно, а на поголемите, односно урбаните општини друго. Јас како градоначалник изминативе 4 години се залагав, голем дел да се урбанизира делот на комуналната и патната инфраструктура, кое што за секоја рурална општина представува стварно потреба, бидејќи минатите години не се вложувало многу во тој дел, во тие сегменти. Меѓутоа, општина Кривогештани наредните години, идни години ќе чекори со уште позабрзан развој во делот на незино комплетна урбанизација, не само на населеното место Кривогештани, него сите останати населени места. Изминативе години ние доста вложивме пред се во донесувањето на тие урбанистички планови кои што представуваат сегмент за развој на секое населено место, и во склоп на тие урбанистички планови ние ги планираме сите наредни чекори. По повод 2 децении од постоењето на општина Кривогештани, градоначалникот Затковски додели благодарници и плакети за истакнати поединци и организации кои оставиле белег во развојот на локалната самоуправа. Воедно, Кривогештани денес може да се пофали со широка соработка со државните институции, од каде се иницирани инвестиции во инфраструктурниот развој, реновирање на училиштата, но и поставување темел за изградба на индустријски капацитети преку продажба на државно неизградено земјиште. Инаку својот подем општината го темели врз развојот на земјоделството, што представува основа за приходи на најголем број семејства, а представува една од ретките локални заедници каде во голема мерка е запрена миграцијата село-град, со позитивна стапка во природниот прираст на населението.